3 октомври 2022 година, нова работна седмица од 10-тиот месец во 2022 година. Добра вечер во централните вести на КТВ. Ново противпожарно специјализирано возило за кавадаречките пожарникари. Се намалува бројот на нови ковид позитивни во Македонија. Иста е ситуацијата и во Тиквешкиот регион. Информираме и за повеќе случувања од богатиот спортски викенд. Бидете со нас. Се збогатува возниот парк на територијалната противпожарна единица Кавадарци. Имено, едно специјализирано возило доби Кавадаречката противпожарна единица како донација од Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата за заштита и спасување деновиве донираше 14 нови специјализирани возила со пумпа за гасење на пожар на противпожарни единици во Македонија. Вакви специјализирани возила добија територијалните противпожарни единици на Кавадарци, Скопје, Битола, Штип, Велес, Куманово, Тетово, Гевгелија, Гостивар, Кичево, Прилеп, Охрид, Струмица и Кочани. Новото специјализирано противпожарно возило за Кавадарци го подигнаа командирот на територијалната противпожарна единица Александар Чадамов во придружба на раководителот на подрачното оделение на Дирекцијата за заштита и спасување Драги Котев и советникот по мерките за заштита и спасување Сашко Петров. Со оваа набавка од 42,5 милиони денари, Дирекцијата за заштита и спасување сериозно ја подобрува техничката опременост на противпожарните служби во делот на гасење и справување со пожарите, дали се пожари на отворен или се пожари во затворен простор. Противпожарните служби заслужуваат најдобра опрема, најдобри услови за работа, бидејќи секогаш во критични и опасни ситуации. Тие се меѓу првите кои излегуваат на терен и граѓаните секогаш сметаат на нивната помош, велат од Дирекцијата за заштита и спасување. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 3 дена, односно од 30 септември до 2 октомври годинава, биле направени 976 тестови и регистрирани 108 нови случаи на COVID-19. Во Кавадарци има 2, а во Неготино 1 нов случај. Во текот на изминатите 3 дена пријавени се 3 починати лица. По повод детската недела под мотото "Другарството е дел од детската среќа", денеска во просториите на општина Кавадарци на средба со градоначалникот Митко Јанчев беа дечињата од јавната општинска установа Детска градинка Рада Поцева, објект Снежана, придружувани од дел од воспитно-згрижувачкиот кадар. Дечињата му ги презентираа на градоначалникот детските права и обврски преку интерактивни, рачно изработени пораки и се запознаа со кабинетот и работата на градоначалникот и локалната самоуправа. Во рамките на оваа недела секој ден ќе има активности проследени со музика, хуманитарна акција, музичка точка на градскиот плоштад и спортски ден. Детската недела беше повод и за посета на ученици од 3 А и 3 Б оделение од Општинското основно училиште Димката Ангелов Габерот, Ваташа, во КТВ телевизија. Учениците имаа можност да се запознаат со работењето на телевизијата како медиум и со сите технички средства со кои се добива телевизиски производ. Беше задоволена нивната љубопитност и одговорени прашањата кои беа во нивни интерес. Во наставната програма во 3 оделение се изучува и медиумска култура, па со денешната посета нашите гости имаа можност одблизу да се запознаат со работењето на една телевизиска куќа. Цената на бензините од ноќеска на полнок се зголемува за половина денар по литар, дизелот поскапува за 1,5, а екстра лесното масло за домакинство за 2 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Во вестите место и за политичките случувања, наместо лаги, картелот СДС нека одговори за влијанието на дезертерот Ковачевски во милионскиот бизнис на компанијата основана заедно со неговиот кум. Пресконференција на портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стоилковски. Почитувани 5 години се на власт и ова е резултатот на власта на антимакедонската СДС. 5 години апсолутна власт во Македонија,
а Македонија влетува од кризи во кризи, од картел на СДС во картел на СДС. 5 години апсолутна власт со корумпирано судство во суд. 5 години. Нема ниту едно дело или процес за Христијан Мицкоски. И тоа е најголемиот доказ за лагите на антимакедонскиот СДС. Но затоа, во овие 5 години, изградија картели, изградија криминогени мрежи за лично богатење и за осиромашување на народот. По наркомарихуанскиот картел сега владее соларен картел кој што ја осиромашува државата и го осиромашува народот. Затоа нема струја, затоа нема парно, затоа нема газ, затоа се затвораат фирми, а народот стравува за утре. Картелот, наместо лаги, мора да одговори за влијанието на дезертерот Ковачевски во милионскиот бизнис на компанијата основана заедно со неговиот кум на штета на народот. Картелот СДС се служи со лаги само и само за да ја девастира Македонија и да оствари лична профит. Ова мора да има крај. Наместо лаги, антимакедонската СДС треба да одговори за оваа шема на Ковачевски. Премиерот Димитар Ковачевски очекува извинување од ВМРО ДПМН за, како што вели, лагите и очајниот обид на Мицкоски, кој е фатен во криминал од 136 милиони евра. Најпрвен сметам дека тоа е очаен обид на опозицијата да го сврти вниманието од скандалот корупцијски во кој што се најде нивниот председател, кој што го обелоденија од нивната партија, нивниот градоначалник во градот Скопје, за местење на тендер од 136 милиони евра. Она што се однесува за неоснованите пресконференции кои што ги држат вчера и денес, јас сум човек кој што транспарентно пријавил во анкетниот лист се што поседува, а мојата комплетна биографија е достапна и во собранието кога ме бира за заменик министер за финансии и за председател на влада, како и на социјалните медиуми каде што може точно да се види. Втора работа, се што сум работел во животот до сега било најтранспарентно со оглед на тоа што вие како медиуми можете секаде на сите медиумски простори да најдете како функционирале сите компании во кои што јас сум бил или директор, или извршен директор, или основач, односно соосновач. Со преземањето на политичка функција како заменик министер за финансии, јас си ги повлекол своите финансиски средства од Pixel Group, компанија во која што сум бил основач и сум многу горд на тоа, бидејќи во Северна Македонија да направите фабрика за производство на високотехнолошка опрема, сепак сметам дека е нешто за почит. Што се однесува и со продавањето на уделите, јас таму немам ниту било какви интереси, ниту било какви обврски во однос на управувањето или работењето на таа компанија. И тоа е најнормално во светот во кој што живееме. Тоа што го обвинува ВМРО ДПМН се е поставено во некакви прашални форми и се однесува на работењето на компаниите кога јас сум бил таму и кога сум искочил. Сето тоа е транспарентно, сето е работено врз основа на закони во Pixel групација во која што јас сум бил како основач и како менаџер, меѓутоа после продавањето на акциите јас воопшто немам никаков удел, ниту пак имам било какви обврски или одговорности во таа компанија. Така да сметам дека она што најмалку може да го направи ВМРО ДПМН, нивниот председател, пошто тој е нарачател на овие работи, бидејќи тој е фатен во корупцијски скандал од 136 милиони евра и претходно во други корупцијски скандали, за кои што се откажуваше и од своите пријатели и другари, со кои што веројатно имал некакви активности, и прво да се извини, а да не ги тера пратениците, како например вчерашниот пратеник кој што излезе, да изнесуваат невистини, квалификации и конструкции, со оглед на тоа дека ја прво од нив ќе побарам извинување, а потоа се она што следува врз основа на законските регулативи во државата. Годинава од срце за Тоше се возеше од Нова Градишка до Крушево. Вчера попладне сите учесници од Тиквешки точакџи пристигнаа во Кавадарци. Само ветер гласот го слуша. 1000 километри за Тоше Проевски за неговиот краток живот, за спомените кои ни ги остави. Тиквешки точакџи годинава по двегодишната пауза поради пандемијата на невозење, годинава повторно ја има велотурата од Нова Градишка па до Крушево и истата ја извозија во должина како неколку од 1000 километри. Да подсетиме дека се работи за мала група ентузијасти велосипедисти кои со својата одважност, напредка и одржливост во спомен на Тоша Проевски
и ја поменуваат релацијата од 1000 километри. Истата трка ја извозија 2018-2019 година, така и годинава. И годинава крајна дестинација беше гробот на Тоше, местото каде што тој почива во неговата родна Крушева, а ја во исто време тие го посетија и музејот посветен за него. Вчера околу попладне, конечно, нашите велосипедисти пристигна во Кавадарци, полни со импресии за 1000 километри извозени во чест на Тоше Проески. Трката за Тоше продолжува понатаму. Ке се одвива и наредните години според ведувањата на оние кои што се организатори на трката. Од срце за Тоше продолжува и понатаму. Вестите информации од спортскиот викенд, ГФК Тиквеш со 2:0 го совлада Скопје. Со оваа победа кавадарчани се искачија на 4-та позиција на табелата. Без поголеми изненадувања помина 9-то коло кај фудбалските прволигаши. Тиквеш ја оправда фаворитската улога и со головите на Темелков и Мишов го совлада Скопје со 2:0. Во дербито помеѓу Шкупи и Силекс немаше голови. Работнички ја изненади Брегалница среде Штип и славеше со 1:3. Победа поведе против Шкендија, но на крај загуби со 1:3. Македонија Ѓорче Петров одигра 1:1 со лидерот Струга Трим Лум, а слободен беше тимот на Академија Пандев. И 6-то коло кај второлигашите помина без изненадувања. Дербито помеѓу Пелистер и Воска заврши без победник 1:1, а Ресими го декласираше Борец со 9:0, а Вардар со 2:0 го совлада Пехчево и изби 8 на врвот на табелата. Слога во Виница загуби од Гостивар со 0:1, Саса со 0:2 славеше на гостувањето кај Тетекс, а Беласица со 1:0 ја победи Беса. Колото ќе се комплетира на 12 октомври со средбите Кожув Караорман и Охрид Детонит Плачковица. ГРК Тиквеш одигра 24-24 со Пролет. Кавадаречките ракометари доминираа, но подклекнаа во финишот. Ракометните суперлигаши во 5-то коло одиграа според очекувањата. Во групата А, шампионот Вардар му гостуваше на амбициозниот тим на Охрид и забележа победа од 22-27. Бутел очекувано го доби Куманово со 31-28. Екипата на Вардар од Неготино загуби со 22-18 на гостувањето кај Прилеп, додека Алкалуид беше убедлив со 36-29 против Струга. Во групата Б, екипата на ГРК Тиквеш во Кавадарци го одигра дербито со Пролет. Средбата заврши 24-24, иако по прегледувањето на снимките може да се види дека кавадарчани беа оштетени. Радовиш загуби од Голден Арт со 22-23, Еврофарм Пелистер славеше со 25-38 нагости против Јуниор Кисела Вода, а Еврофарм Пелистер 2 беше сигурен против Скопје со 28-19. Вардар од Неготино остана осамен на врвот. Росоман убедлив на домашен терен, Марена славеше во Кривогаштани, а Локомотива загуби во Крушево. Берикетен викенд за представниците на регионот од третата лига група Југ. Лидерот Вардар од Неготино со 1:3 славеше на гостувањето кај Обршани и остана осамен на врвот на табелата. Канатларци го пречека фаворитот Големо Коњари и загуби со 0:3. Локомотивот Градско убедливо загуби на гостувањето кај Питу Гули со 7:3, а Росоман на домашен терен не дозволи изненадување во дуелот со Слога од Лажани и славеше со 6:1. Превалет со 4:2 го совлада Бучин, а Марена забележа важна победа во Кривогаштани, совладувајќи ја екипата на Младост со 0:4. Црна река се врати со бот од Скопје. Кавадарчани гостуваа кај Јувентус Серава, каде одиграа 2:2. Екипите од првата македонска футсал лига го одиграа второто коло. Во големото дерби се сретнаа шампионот Шкупи и освојувачот на купот Арбен Бајрами. Победа од 4:5 славеше Арбен Бајрами. Во Велес Кеги Моби со 6:1 го совлада Енхалон. Проект со 12:0 ја декласираше Форца,
а Железарец одигра 3:3 со Карадако. Во Скопје, Јувентус Серава го пречека тимот на Црна река и ги поделија бодовите играјки 2:2. На крај од вестите, прогнозата за времето. Утре не очекува сончево и посвежо време со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи во интервалот од 6 до 19 степени. Емитувавме вести, благодарам за одвоеното време, внимание и доверба. Имајте секој добро со нашата програма.